third area that you tell them the same plant, smaller than other parts of the world, and has a slight positive farming impacts that are worth mentioning. But equity is in the mind of the people who talk about market access. And it's a level of realizing there is a manner by which we produce this food, and it's fair distribution with less than member states here. And a lot of interest, not far from here. Добар ден на сите. Пред се добродојдовте во Македонија и во Охрид, мислам во Струга и на Охридското езеро. Дефинитивно сме на најубавиот дел од Македонија. Се надевам дека се чувствувате пријатно и дека ќе си поминете убаво. Пред се почитуван министер за земјоделие на Република Македонија, почитуван генерален секретар на секретаријатот на постојаната работна регионална група за рурален развој, господин Бобан Илич, почитуван раководител на регионалната соработка со Западен Балкан во Генералниот директорат за соседство и проширување во Европската комисија, господин Колин Волфи, останати министри, почитувани екселенции, представници на министерствата на земјите во регионот. Ми представува особена чест и задоволство што можам денеска да бидам дел од оваа конференција, на која што ќе се разговара за теми кои што се актуелни во земјоделието генерално, а уште повеќе во соработката регионална во делот на земјоделието. Земјоделието во сите наши, би рекол, балкански или на поширокиот регион земји е една од водечките гранки во економијата. Во Република Македонија таа представува од година во година зависно се движи помеѓу 7 и 9% од бруто домашниот производ на државата, што значи дека зазема сериозно учество во бруто домашниот производ во нашата држава, а колку што ги знам информациите е слично во сите останати држави во регионот. Земјоделието е една од гранките кои што и понатаму во иднина покрај другите гранки како што се индустрија, енергетика, како што е трговијата и останатите гранки кои што се водечки во креирањето на бруто домашниот производ, и следните години ќе биде во центарот на вниманието, бидејќи практично производството на храна ќе биде се поактуелно и во регионот, но и во целиот свет. Во таа смисла и владата на Република Македонија посветува значително внимание на оваа гранка и бараме и да изнајдеме начини како да го осовремиме пред се земјоделието и како да постигнеме подобри резултати во оваа гранка. При тоа, значи, различни мерки се предвидени во буџетот и во политиките на владата. Јас ќе споменам само некои од нив, а тие се, да речеме, мерките кои што се за директна помош или субвенционирање на земјоделието, за да тоа може да биде конкурентно во рамките на регионот. И тука владата на Република Македонија троши годишно приближно 100 милиони евра, да речеме предходните години тоа биле 102-103 милиони евра, додека оваа година се тоа 106 милиони евра, при што се исплатени и добар дел од обврските од предходните години. Имаме и мерки со кои што се обидуваме младите луѓе да ги задржиме во руралните средини. Тоа се мерките за млад земјоделец, значи се доделуваат 10.000 евра на секој млад поединец кој што сака своето семејство и дејност да ги заснива во земјоделието. Така да предходната година 2017 имало 424 апликации во Република Македонија, меѓутоа добро е што оваа 18 година имаме дуплиран тој број и тоа се над 1000 апликации. Се надеваме дека тој тренд ќе продолжи и дека тие млади луѓе кои што ќе сакаат да се занимаваат со земјоделие ќе имаат солидни услови и дека нивниот број со тек на време ќе расте. Зошто е тоа важно? Важно е заради тоа што старосната структура на населението што се занимава со земјоделие во нашата земја и во регионот, за жал, не е добра. Значи, младите луѓе одат во град или се иселуваат од државите, додека старите луѓе остануваат во руралните средини, но тие не може да бидат иднината на земјоделието. Но и земјоделието не може да биде такво какво што било досега. Значи, мора да биде осовременено. Значи, мора да биде со добра механизација,
мора да биде со добри технологии и мора да има пристап кон новите научни методи на земјоделие. Затоа и се обидуваме да им помогнеме на тие млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност, да имаат пристап до тие технологии и да имаат пристап пред се до научните знаења како да дојдеме до современо земјоделско производство. Тука би кажал дека во голема мерка помага и ИПАРД програмата, која што во периодот од 14 до 20 година беше 60 милиони евра во Република Македонија, додека само во 2018 година таа изнесуваше 10 милиони евра. Но тоа не е доволно. Зошто не е доволно? Не е доволно заради тоа што тоа се предпристапни фондови и средствата кои што во македонскиот буџет се одделуваат за развојот на руралните средини, тие се отприлика на ниво околу 34 милиона евра на годишно ниво, сепак не можат да го постигнат резултатот кој што ние го очекуваме и кој што сакаме да го видиме. Тоа се средства кои што во рамките на македонскиот буџет, кој што е скромен, изгледаат големи како проценти и како бројки, меѓутоа тие во апсолутни износи не се такви да направат голем резултат во земјоделието. Очекуваме дека со пристапувањето на Република Македонија кон евроатлантските интеграции ќе имаме поголем пристап на фондовите на Европската Унија и со самото тоа ќе кажам само една споредба дека земјите кои што пристапија во Европската Унија, доколку претходно во еден временски период имале одредена сума на средства, после пристапувањето во Европската Унија, тој фонд на средства за ист таков период е зголемен од 7 до 10 пати. Значи, зголемени средства за поддршка на земјоделието 10 пати се сигурно многу голем импакт врз развојот на таквото земјоделие. Тоа се мерките кои што една влада може да ги преземе, меѓутоа мислам дека е многу поважно да кажеме дека мораме да направиме и други мерки кои што ќе го направат производот да биде пласиран посоодветно земјоделски во светот. Бидејќи практично доколку ја анализираме состојбата во Република Македонија, ќе видиме дека еден од најголемите проблеми со кои што се соочува земјоделието покрај старосната структура, покрај немањето на доволна механизација и пристап во земјоделското производство на научна основа, тука се и проблемите со малите парцели на земјоделски површини кои што се обработуваат, и тука е практично дополнително и проблемот на немањето на организиран пласман на производите кои што се произведуваат. Практично треба да се работи и Министерството за земјоделие интензивно работи на овие два проблема. Значи, првиот проблем треба да се реши со окрупнување на земјоделските површини, како што би се направило поекономично земјоделско производство, а вториот проблем е мора да се развијат развиени и модерни откупни центри за земјоделски производи или да заживее на некој начин агроберзата. На овие две реформи или на овие две цели и програми, Министерството за земјоделие ќе биде посветено покрај финансиската поддршка, бидејќи доколку само даваме финансиска поддршка, а при тоа не ги организираме и дополнителните активности, сето тоа ќе личи во голема мерка на популистичка политика, а нема да личи на организирана аграрна реформа или организирана реформа во земјоделието генерално, која што би била ориентирана према резултати. Бидејќи ако ги разгледаме резултатите кои што се постигнати во земјоделието последните години, тие не се најсоодветни, односно не можеме да бидеме со нив задоволни. Зошто? Затоа што Република Македонија трошела 100 милиона евра субвенции директни во земјоделието, а при тоа земјоделското производство не пораснало. И при тоа увозот на храна за жал пораснал, извозот се намалил, и тоа кажува дека некои политики не биле соодветно димензионирани и програмирани. Точно затоа ги зборувам овие работи и мерки кои што треба да бидат преземени за да можеме да дојдеме до резултат, бидејќи на крај во економијата се бројат и се мерат бројките, а не желбите. Тоа значи дека доколку воспоставиме по приоритет, би рекол,
прво да ги анимираме младите луѓе да се занимаваат со земјоделие, при тоа да им овозможиме солидна механизација и научен пристап во земјоделието, да направиме аграрна реформа во земјоделските парцели, да организираме откупни центри, како би можеле тие производи организирано да бидат пласирани и на крај конечно да инвестираме во значителни капацитети од преработувачка индустрија за земјоделие, бидејќи не можеме сите земјоделски производи да ги пласираме како сурови на пазарот. Добро е да еден дел од нив ги преработиме во индустријски производи земјоделски од прехранбената индустрија. Во тој случај, значи, мислам дека можеме да постигнеме еден по-сериозен исчекор во земјоделието во Република Македонија. Се надевам дека денешната дискусија ќе даде некои одговори на овие прашања, ќе даде размена на искуства, да слушнеме тоа како е направено во останатите земји, да го имаме регионалниот пристап на таа соработка. Не би сакал да ги занемарам и другите аспекти на соработката регионална. Например, во еден добар дел ние имаме сериозна размена на земјоделски производи со соседните земји пред се, а и пошироко. Да речеме, Македонија увезува во голема количина житни производи од Република Србија и од останатите соседни земји, а извезува раноградинарски производи, грозје, вино и така натаму, така да во таа смисла мислам дека има простор и за напредок во делот на административните процедури, бидејќи земјоделските производи не можат да чекаат на границите неколку дена за да тие бидат пласирани на пазарите на соседните земји. Во таа смисла мислам дека имаме и одредени административни бариери во регионот кои што треба да бидат надминати. Мислам дека треба да одиме кон потпишување на договори за признавање на сертификатите на едните помеѓу земјите во регионот, како би го олесниле прометот со земјоделски производи во целиот регион. Се надевам дека сите во регионот ќе разбереме дека да, сакаме ние да бидеме дел од европското семејство, сакаме да бидеме дел од Европска унија, меѓутоа е многу поважно да научиме пред се да соработуваме регионално помеѓу нас, бидејќи доколку успееме регионално да соработуваме повеќе, така заедно помалце ќе и тежиме на Европска унија кога ќе станеме дел од нејзе, таму каде што сите се стремиме да бидеме. Јас се надевам дека денеска оваквите теми ќе бидат отворени. Се надевам дека ќе имаме плодна дискусија, дека ќе слушнеме повеќе искуства и дека ќе разголемиме регионалната соработка во сферата на земјоделието. Ја користам приликата во мое лично име и во името на владата на Република Македонија да ви посакам плодна дискусија и ние ќе бидеме тука да ги слушаме сите дискусии и се надевам дека ќе можеме да извлечеме добри искуства од нив и да ги имплементираме во нашите политики. Ви благодарам за вниманието.